2 години поред работев во Африка, во една од најсиромашните држави на афричкиот континент. Малавија, слушате луѓе, да видите што све помага USA таму и колку тоа сега, да речеме, со ова стопирање фондови, ние сме за тие земји, за таков вид на општества сме Швајцарија. Па вие не знаете дека луѓето буквално на $1,5 дневно живеат. Милиони луѓе преживуваат во светот заради таа помош. Таа е воспоставена пред 60-70 години од Кенеди. Не само заради soft power, се разбира дека со тоа ти извезува и вредности кои што се такви какви што се. Сум работел 2-3 години во Пакистан. Сум работел со талибанци, како да ти кажам, со вистински талибанци. Да не биле тој тип на фондови, па ти не знаеш што би било таму и па ти сакаш ли Судан, да ти кажам. Тоа се страшни ситуации. Во Брајчино имаше една жена која беше дојдена преку Пискон. Жената им помагаше на старите луѓе во селото. Дојдена е како шпиуно на таму. Навредливо е што ние преку било чии странски пари, кај што се грижи женава волонтер платена од USAID. Наместо да имаме институции кои се грижат, кои доаѓаат со домашна посета и така натаму. Наместо во болниците да имаме буџет кој дава пари за да има пристојни услови. Јас лично сум против USAID. За мене е навредливо. Јас сакам мојата држава да одговара на предизвиците и на потребите на граѓаните и на јавниот интерес. За жал тоа не го прави.